Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме печен карфиол со зачини и тахини, салата од мали домати шери и секако ќе направаме една превкусна мусака со пилешко месо, прас и тиквици. Гледајте не за тоа што со задоволство веднаш почнувам. Драги мои, денеска ќе направам многу вкусна, едноставна мусака со тиквички и со пилешко месо. Две пиленца или две мали коковчиња ги ставив тивко да се варат неколку часа. Откако се сварија добро, ги ставив да се оладат и ги чистив сите коски, жилички, кожа и така натаму, јеве го месото. А погледнете што добив од она што остана како бујон. Скоро е желадиран и доста е масен. Всушност, ова во готварството или во угостителството се користи како дополнителен вкус на храната што ја правиме со пилешко месо. Истото можете вие и дома да го направите, да го складирате ова во вашиот фрижидер на одржување или пак ако сакате да го имате постојано, ќе ги земете оние што се кесичките за замрзнување на мраз, ќе ги наполните и ќе ги замрзнете. Една или две коцки во храната што ја готвите со пилешко месо и вкусот ќе биде навистина многу добар и оригинален. Овде имаме тавче, го ставив на малце оган да се загрее, да биде загреано. Во него ќе почнам на почетокот да го пржам празот, затоа што оваа мусака ќе биде со тиквици и со праз. За да не го губам времето, јас претходно ги ставив тиквиците добро да се испечат на суво, без сол и без ништо. И сега ќе почнам да го сецкам и празот, а главна звезда во денешното јадење ќе биде нашата дафинка, затоа што пилешко месо со дафинка е нешто кое сите ние го сакаме. Велат дека не била многу здрава, дека ова, дека она, меѓутоа, да бидам искрен, сите ние во нашите домови, во нашите кујни имаме дафинка или некој сличен зачин на дафинка кој го користиме и го конзумираме откако знаеме за себе, нели? Така да денешен главен зачин ќе биде дафинка. Освен мусаката со печени тиквички, ќе направам и печен карфиол. Што треба вие дома да направите за вашиот карфиол? Прво во едно големо тенџере ќе ставите вода и сол. Убаво да зоврие, а потоа целата главица од која ќе ја чистите од сите ливчиња од страната, ќе ја ставите во водата 15 на минути, меѓутоа не на многу јака температура, него на средна, карфиолот убаво да се обари. Откако ќе се обари карфиолот, ќе го ставите на страна да се олади и тука ќе почне магијата. Ќе ја уклучиме рерната, додека он се лади, треба да биде цврст. Убав затоа и ќе го трнеме на страна убаво и да го свариме денеска, а утре да го употребуваме и да го чуваме во фрижидер на 4 целзиусови степени, затоа што на таа температура вие ги заштитувате продуктите кои ги имате во фрижидерот и секако ги плаќате, а не е добро она што ќе го платиме да го изгубиме затоа што не обрнуваме внимание на него. Така да, денеска ќе направам одлични и многу вкусни јадења и вистински сум среќен. Затоа гледајте внимателно и пратете сето она што го правам јас тука, направете го вие дома и ќе имате одличен и вкусен, секако и здрав оброк за конзумирање. Тиквичките се печат, јас сега ќе земам да го исецкам празот. Ама пред да го исецкам празот, имам тука некои зачини што ќе ги користам за карфиолот. Имаме ким, имаме црвен пипер, имаме сусам, имаме малце куркума која ќе даде дополнителна боја. Секако за да го активираме куркуминот, ќе додадам и малце бибер, затоа што само тогаш 100% се активира. Имаме семки од тиква и секако семки од лупено семе од коноп, кое е многу здраво, има многу растителни влакна кои се одлични за нас луѓето, затоа што помагаат храната што ја внесуваме, желудникот подобро да ја обработи, а секако и да ја исфрли. Меѓутоа, секогаш кога конзумирате вакви состојки, како што е пример семето од коноп и било што има многу растителни влакна, мора да пиете многу вода, затоа што тоа е единствениот начин како тие правилно ќе функционираат и ќе делуваат кај нас луѓето. Уште малце.
Овој зачин, комбинација на зачини, всушност ќе биде и она што од озгора ќе го додадеме, а откако ќе го испечеме карфиолот и од кога ќе добиеме убава румена боја, ќе го извадиме и ќе го прелиеме со тахини разреден или со лимон, малце вода, а може да додадеме и лукче, оние што сакаат, оние кои не сакаат и нели не мора. Одлично, да видиме што се. Одлично. Тоа е тоа, драги мои. Комбинацијата на зачините прави вкусот на храната што ја готвиме да биде навистина одличен. Еве ги тиквичките ги печеме до оној момент да добијат малце боја и да омекнат. Така ќе го скратиме и времето на термичка обработка во рерната. Меѓутоа, ајде сега да почнеме од месото и од празот. Празот ќе го исецкате многу ситно. Ајде сега малце брилијант, за да биде брилијантно. Малце масло на карфиолот. Сол. И оди на печење. 220 целзиусови степени, се дорека не добие убава и златна боја или карамел боја. Јас ќе го оставам да се пече на жицата. Сега внимавајте со маслото, не ставајте многу да не истече на сите страни, нели во рерната ќе ви отвори многу повеќе работа после тоа. Затоа секогаш кога готвите, внимавајте и размислувајте како да си ја олесните работата. Ако се соберат многу садови, исто така проблем на крај кој ќе ги мие садовите. Затоа како ќе испрлјате, така веднаш средувајте. Во празот ќе додадам сол и бибер. Така. И додека празот се пржи, јас ќе го сецкам месото. Без разлика што е што убаво сварено, меко за мерак. Не сакам да бидат големи парчиња. Или па можете вака да го расцепкате уште поубаво. Ова ќе биде одлична мусака, осеќам уште од сега. Све што ќе ставиме внатре е навистина многу добро. Одлично. Празот омекна, почна да карамелизира, тоа е многу добар момент. И сега внатре ќе го додадеме месото. И бидејќи месото е добро сварено, одлично сварено, не знам како да ви кажам, долго и тивко. Тоа е она што му треба. Сега ќе додадам дафинка, како што ви кажав, тоа е главниот зачин денеска. Браво, одлично. И многу важна работа, ќе ставиме од маснотијата или желатинот. Погледнете каков желатин добивме кога тивко ќе обработуваме пилешко месо од пиле или од кокошка која е здраво одгледана. Одлично ми се допаѓа ова. Има потреба, ќе додадеме уште. Мусака со тиквици со пилешко варено месо. Идеална комбинација. Одлично. Сега пред да почнем да редам во тавчето, ќе земам добро макдоналдски сецкам, а ќе земам и едно лукче. И
Тоа ќе го исецкам ситно и ќе го додадам во смеса, да даде една мала убава пикантност, не како лутина, него како вкус на лук. Еве Макдонос. Убави пролетни бои. Ми се допаѓа. Лукчето убаво згмечете го со ножот и многу ситно исецкајте го. Едно е сосема доволно за тоа што треба да се осети во позадина додека јадеме, да не биде на прв удар, што велат. Еве го, супер. И секако да не заборавам, битолска павлака ќе биде нешто кое идеално ќе одговара со оваа мусака од тиквици и пилешко месо. Затоа не заборавајте да купите. Кој еднаш купил битолска павлака, се заљубил, затоа што е најдобра. Ајде сега полека да го исклучам огнот и да почнам да редам тиквички. Колку убаво мириса. Оние кои сакаат може да направат и ројал. Тоа е смеса од млеко, јајце или јогурт, јајце или кисело млеко или павлака од бимилк. И пред да биде готова, да прелеат од озгора да се потпече сето тоа заедно. Исто може да биде многу вкусно. Да не заборавам да ви споменам, тиквиците треба да бидат исечени на 0,4 или 0,5 мм дебелина. Затоа што ако ги исечеме многу тенки, кога ќе ги обработуваме првиот пат термички, тие ќе омекнат, меѓутоа состоењето знаат и да се распаднат. Затоа идеална дебелина е 4 или 5 мм. Одлично. Сега замислете внатре во редна кога ќе почне да се пече, да испарува вишокот на течност и да остане само оно убавото што би рекле. Стиснете многу нежно за да се изедначи целата смеса и од озгора секако ќе додадеме од тиквиците. Стиснете уште малце. И ова иде веднаш на печење. Едва чекам да биде готово. Шубава боја има добиено. Одлично. Погледнете. Убаво изгледа, ми се допаѓа. Сега доматите ќе ги ставам во друг сад за да ги зачинам. Ќе додадам Макдонос сецкан.
да маслиново масло. Сол. Семе од синап. И секако густ балзамиран крем. Одлично. Ајде сега да го направиме тахинито. Малце водичка. Обично се додава топла вода, меѓутоа во зависност од густината, овде и со ладна вода ќе го добиеме се тоа што ни е потребно. Тоа е тоа. Сега ќе земам една чинија. Ќе го ставам тука карфиолот. И сега главното. Ги додадеме полека и зачините. И сега сервисот. Земеме многу внимателно карфиолот. Ќе оставиме во средина на чинијата. Тресете ја малце чинијата да се изедначи и погледнете што добивме. Вистинска убавина. Ова е готово. Сега, јајца, сол, малце бибер и ќе ги изматиме многу добро. Што значи многу добро? Прво, за да можеме јајцата добро да ги изматиме, треба најмалце 20 на минути да бидат на собна температура, затоа што кога се во фрижидер, на температура од 4 степени, протеинот е стегнат. Тоа значи дека на собна температура протеинот ќе се опушти и ние многу лесно и едноставно ќе можеме да ги изматиме. И матиме до оној момент што кога ќе дигнеме вака, паѓа слободно како млас од тенок млас од чешма. Ова е веќе добро. И сега, во него ќе додадеме, како што кажав, кисела павлака од Бимилк. Која ќе даде дополнителна киселост. Токму она што ќе биде потребно на мусаката. Сега, внимателно, спојте ги јајцата и павлаката. Шубаво си крчка.
Супер. Сега враќаме назад, затоа што за многу кратко време, не повеќе од 7-8 минути, мусаката ќе биде готова. Малце печен бадем, расомелен за дополнителен вкус. Идеме да исечем убаво парче. Отлично. Ставиме ја дозгора една топка од павлаката и ќе става малце микрогринс. Драги мои, се надевам дека ова ви се допадна и дека ќе го направите за вас, затоа што ова е златна мусака. Многу убаво мириса, многу убаво изгледа, ја испековме совршено, така да нека ни е на здравие. Оние кои го сакаат карфиолот, вистински ќе уживаат во вкусот на тоа што денеска го направив. Оние кои сакаат пилешко месо, тиквици и прас, вистински ќе уживаат во мусаката што денеска ја направив за вас. Бидете добри, бидете живи, здрави и гответе со цело внимание и вистински ќе уживате во сето она што ќе го сготвите, не само вие, него и вашите најдраги. Јас секако, за да може да сготвите се што треба, посетете го нашиот сајт 4сезони.mk и одберете се што ви е потребно за да сготвите убава, квалитетна и здрава храна. Да ги поздравам и моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова и секако салонот за убавина Дермапюр, кој ќе се погрижи за вас да се осетите многу посигурно и помладо. Ве поздравувам и ви посакувам убава и пријатна вечер.